Граѓаните на Кочани кои ги следат состојбите околу посвојувањето на деца низ легална и сомнителна процедура, сигурно го паметат случајот со авторичната продажба на бебе од Нивичани, кој родителите го зачнале и донеле на свет со намера да го продадат на имотно семејство од Скопје. Тогаш се зборуваше дека договорот со посвојувачите тежел 3500 германски марки. Вистинските купопродажни суми никогаш не излегоа на површина. Центарот за социјална работа во Кочани водеше долготрајна постапка да го згрижи бебето во дом за деца, додека да се создадат услови да биде посвоено. Се работеше за здраво и право дете за чија судбина и иднина се договараа и одлучуваа родителите и посвојувачите надвор од законската постапка. Тогаш се плетеа приказни дека имало посвојувања преку ред, дека затоа се плаќале големи суми на пари, но во јавноста не се обелодени или потврдени ниту еден случај. Лани против 15 лица вработени во центрите за социјална работа низ Македонија беа поднесени дисциплински постапки и превземени казнени мерки затоа што го одложувале процесот за посвојување деца. Тоа сигурно нема да им ги намали или ублажи траумите на потенцијалните посвојувачи. Инаку сега во државата се регистрирани 20 на здрави деца кои треба да бидат посвоени. Повеќе од половина од нив се родени во текот на 2011-2012 година, а списокот на посвоителите е повеќекратно подолг и брои над 300 брачни парови. Од Министерството не излегува со податок колку просечно се чека за да се посвои дете, но истрагата покажува дека периодот зависел од врските и средства